Почитувани, добар ден, ја гледате Црвена линија. Системот Безбеден град доби зелено светло од Уставниот суд, кој ги отфрли иницијативите против автоматското санкционирање и дигиталното известување, како и забелешките за употребата на јазиците, односно барањата SMS известувањата задолжително да бидат двојазични. Во пракса, ефектите веќе се чувствуваат. Возачите возат повнимателно, а бројките покажуваат намалување на прекршоците. Но само во првиот месец до Основниот кривичен суд Скопје се поднесени 476 приговори. Па се поставува прашањето: камерите казнуваат, но дали секогаш го казнуваат вистинскиот возач? Дали Безбеден град донесе безбедни улици? Па ете, почитувани, тоа се прашањата кои што денес ви ги упатуваме во ова денешно издание на Црвена линија. За учество секогаш сте добре дојдени, особено оние кои што можеби ќе бидете поттикнати за прв пат да се вклучите во контактна емисија како Црвена линија. За учество потсетувам, доволно е да се заврти бројот 02 307 005. И неминовно е, иако постојано повторуваме и денес да напомедеме дека од исклучителна важност е веднаш штом го завртите нашиот број, повторувам 02 307 005, намалувајте го и тонот на телевизорот на 0. Тоа значи јас и вие да зборуваме стрикно преку телефонска слушалка, а секако треба да бидат изоставени користењето на интерфон и спикерфон. На самиот почеток, кога сме веќе кај прашањата кои што ги поставува денес до сите вас Црвена линија, имам и прашање кое што е објавено во текот на целиот ден како анкетно. Од тука секако ќе ви дадам насоки веднаш, доколку не следите на Инстаграм, да го сторите тоа. Се што ве треба е профилот на Црвена линија, како и профилот на Телма телевизија, и да кликнете што поскоро и на Инстаграм стори. Па и ве што ве прашуваме денес: дали со Безбеден град се чувствувате побезбедно во сообраќајот? Како што гледате, почитувани, две опции за одговор: да, не. Кликнете го полето кое што го содржи вашиот одговор, резултатите ќе се пресметаат во проценти и секако ќе бидат објавени на Инстаграм стори, но и во рамки на ова денешно издание на Црвена линија, но некаде кон крајот. Така да, на самиот почеток, ајде да го погледнеме и прилогот на Петар Догов, а потоа ве вклучуваме токму вас. Сейф Сити вчера го помина тестот на Уставен, но наместо точка на спорот, одлуката на судиите стави запирка, па дебатата се пресели на политичкиот терен. Прашањето за употребата на албанскиот јазик ги соочи партиите со правниот систем. Различни страни се обидуваат да ја наметнат својата интерпретација на темата, а во критиките кон Уставниот суд обединети се и власти и опозицијата од албанскиот блок партии. Владиниот коалициски партнер Вреди остро и со епитети ја прозва институцијата чувар на уставниот поредок. Од Вреди порачуваат дека ќе ги искористат сите правни и институционални средства кои им се на располагање. Пред се како луѓе, а потоа и како партија, не можеме да избегаме од впечатокот дека овој состав на Уставниот суд повеќе наликува на југословенска политичка елита отколку на највисока судска инстанца. Кога државата го известува, предупредува или санкционира граѓанинот преку системот Сейф Сити, таа има обврска тоа да го прави и на албански јазик. Ова не е прашање на политичка волја, туку уставна обврска и почитување на едно темелно право. Од друга страна, опозицијската дуи со критики и кон председателот на Уставен, но и до политичките опоненти од Вреди. Интегративците уште вчера побараа итна оставка од председателот Костадиновски и неговите изјави ги оценија како скандалозни и неприфатливи. Го осудија за дискриминација и порачаа дека според нив институцијата е претворена во политичка алатка за подкопување на достигнувањата од Охридскиот рамковен договор. Денеска од дуи прстот го вперија и во владиниот коалициски партнер од албанскиот блок. Кога во владата имате слабо заробено и подчинето представување како влен, тогаш антиалбанските сили се чувствуваат охрабрени и зајакнати. Последните изјави на председателот на Уставниот суд не се изолиран инцидент, туку директна последица на политичката клима што е создадена во државата. Дуи ќе продолжи да реагира и политички да действува за заштита на еднаквоста, Охридскиот рамковен договор и мултиетничкиот карактер на државата.
Председателот на Уставниот суд Дарко Костадиновски во вчерашната дебата меѓу другото порача дека системот Safe City е скроен како што треба, а оспорувањето на одредбите од Законот за прекршоци е неосновано. Проектот Safe City е така проектиран да препознае возило. Го препознава возилото и регистарскиот број на возилото, тој не препознава јазик. Возилото нема јазик. Уставниот суд вчера ги отфрли сите иницијативи со кои се оспоруваат делови од Законот за прекршоци, во кој е регулирано функционирањето на системот Safe City. Станува збор за известувањата и употребата на јазиците, обврската на граѓаните да поседуваат мобилен телефон и електронска адреса, како и примената на системот само во одредени градови, а не на целата територија на државата. А сега секако ќе ве упатам и на Facebook адресата, каде што и како имаме огромна активност. Пристигна уште пред почетокот на Црвена линија многу коментари, што всушност е очекувано, бидејќи и тука е просторот каде што можете да дадете одговор на денешните прашања на Црвена линија. А еве и како изгледаме на профилот на Црвена линија, односно како изгледа темата која што денес ја објавивме и за која што со вас дискутираме токму во ова денешно издание. Прашањето е дали безбеден град донесе и безбедни улици. Пристигнуваат голем број, веќе се пристигнати голем број коментари. Продолжете, пишувајте доколку така ви е поедноставно, полесно и секако не заборавајте да бидете дел и од изданиево во живо со вртење на нашиот број. Но веќе имаме гледаш. Добар ден. Добар ден. Поздрав до вас, па еве дали безбеден град донесе и безбедни улици. Ваш впечаток. Тоа сега го гледаш од Скопје, што се однесува до насловот, да. Дали безбеден град донесе безбедни улици, донесе безбедни улици, меѓутоа ги донесе безбедните улици од автомобилите. Има туку уште многу фактори што влијаат на безбедноста, тоа се велосипедите, тротинетите посебно, моторчињата, што тоа е жив хаос, не се знае кој каде оди, како оди. Човек кога вози негде во колона треба тоа вратот да му е како на федер, да гледа од сите страни. Дали напред да гледа кај вози, дали се пикнал некој од лева страна, дали двајца од десна страна се пикнале. Тоа би требало некако да се регулира или веќе ако има некој закон, имаше некој закон, мислеше ни за тротинети, да се применува тој закон, да има полицајци повеќе по улиците. Тоа иначе безбеден град е, како да кажам, погодок невиден. Не може, сега нема више на семафори, поготово овие што возат низ гужва на Сабајле или поручек, тоа веднаш се приметува. Кочат, уште не трпнал семафорот, кочат. Така и треба. Така се онади. Нема више уфрлање пред секој семафор, пред секоја раскрсница од друга лента да ти сечат пати тие работи. Тоа е по-безбедно е. Бескрено благодарам за тоа што се вклучивте во Црвена линија. Практично вие сте и првиот гледач со кој што ја започнуваме оваа дискусија. Останатите и ве ги слушнавте одговорите од гледачот, а секако сакаме да ве слушнеме и сите преостанати во рамки на ова денешно издание. Како учесници во сообраќајот по Одагал, како пешаци, како возачи, секако сакаме да слушнеме еве дали безбеден град донесе и безбедни улици. И дали вие лично се чувствувате побезбедно во сообраќајот. Добар ден. Добар ден. Ве слушаме во Црвена линија сте. Па вака, по мене не, затоа што нема ден да нема сообраќајна незгода или повторна со жртва или со голема материјална штета или со повредени. Значи, можеби во некој случај ги намалил бројот само на прекршоци кои до сега постоеле, али не биле регистрирани, па одеднаш кога се појави, знаете, првичното на тест периодот, бевме запрепастени колку многу прекршоци, за да сега одеднаш статистички кажуваме имало толку прекршоци волку. Но во поглед на тешки сообраќајни незгоди не. Затоа што секој ден на социјалните мрежи може да видите дека има по една до две тешки сообраќајни незгоди. Дали градот е добро покриен со системот? Не е, да ви кажам право. Еве,
ќе ве повикувам, земете го булеварот Борис Трајковски. Од цементара Усје до Драчево, ако најдете камера што работи, јас јавно ќе кажам дека сум грешка. А се вози по булеварот, што да ви кажам? Еве, одете и прашајте го министерот зошто тие таквите булевари кај што се развива големи брзини не се покриени со камери, ама се покриени улица Пролетерска, улица Скупи, па да не речем и некои спори улици кај што имате спор сообраќај. Но булеварот Борис Трајковски од цементара до Драчево. Благодарам за учеството и одговорите и секако еве една насока до оние кои што сметаат дека оние наши предвидени 90 секунди не се доволни. Секако додека траеме сте добре дојдени повторно да го завртите нашиот број, да се вклучите, да се доискажете и секако колку пати сметате дека е неопходно да го сторите тоа. Просторот каде што можете да бидете активни, посетуваме секако и на Facebook профилот Црвена линија. Да ве слушнеме во продолжение кои се вашите одговори еве како учесници во сообраќајот од секој агол и како пешаци, возачи на автомобили. Дали едноставно сметате дека безбеден град донесе и побезбедни улици? Што забележувате? А секако и каде гледате недостатоци? Добар ден. Добар ден. Ве слушаме, повелете. Дали можете на сообраќајка да ви кажам за Битола за вчера? Ве слушам, продолжете. Јас возам по улицата право. На ретровизор гледам возило со брзина иди, а болницата близко. Ја мислам дека за болница оди. И се тргна малку десно да го пропуштам. И тоа удира позади мене со 50-60, над 50 сигурно беше брзината. Директно позади удира. И ме нагмечува мене во воланот. Дојде брза помош, мене ме носи во болница, а во моментот излегува едно девојче од возилото што ме удари и вика, извини, ја бришев со влажно марамче, бришев она маската напред, а телефона во другата рака. Со која рака го возеше ти? И врти кај мајка му, и татко му. Целувате од Битола, еве, дали таму има доволно контрола врз сообраќајниот режим? Забележувате ли полицајци, сообраќајци? Контрола има, ама немаат родителите контрола врз децата. Онаа постапка што е видов на девојчето и родителите како изреагира, значи јас не сум бил повреден, немало ништо, се случувало, дај да се договориме. Какво е тоа однесување на родители? Какво е тоа? А полицијата си ја брка работата. Што може полицијата да направи? Родителите кога му даваат колата? Така, благодарам за споделеното. Драго ни е што сте секако добро по случувањата. Останете и продолжете да ја следите Црвена линија. А ние понатаму продолжуваме да ве прашуваме дали безбеден град донесе и безбедни улици. Што е она како учесници што го забележувате како промена, дали може би сметате еве има и некои недостатоци, предности, оставаме секако да ве слушнеме вас. Добар ден. Добар ден, повторно јас првиот гледаш што се јави во вашата емисија. Секако добре дојдени, повелете. Па тој Љупчо ме изервира, затоа се јавивам пак, иначе не ви се јавив. Да му кажам прво и основно, од цементара Усје, од семафорите кај цементара Усје до Драчево, до мостот на Драчево, има на 3 места камери. Дали се уште вклучени или не се вклучени, јас не знам, не можам да знам. Не ме интересира дали се вклучени. Да се вози по таа улица по Првомајска, што беше старата, или Борис Трајковски сега по новата, да се вози како порано што се возеше, тоа нека дојде пријателот, еве јас сум во 11 октомври во бараките, ќе го седнам во кола и да се увери дали се вози така брзо. Што рече за тоа за сообраќајки? Сообраќајки имало и ќе има. Не значи дека ако во Идризово, да речеме, или во Сара има, кај што нема камери, има тешка некоја сообраќајка или било што. Што значи тоа, дека не е безбеден град? Или дека не важат камерите? Мислам дека не помагаат камерите. Помагаат и тоа многу.
Благодарам, тоа имам само да кажам. Благодарам, драго ни е и што повторно се вклучивте. Па ева и практично, почитувани, гледате како изгледа тоа кај нас. Ако навистина сакате да се надополните и да искажете, секогаш сте добре дојдени. Поздрав до гледачот, благодарност се секако продолжете да не следите и понатаму. А ние понатаму еве сакаме да ги слушнеме вашите впечатоци. Повторувам, како учесници во собраќајот, дали одагал како пешаци, како возачи, секако дали сметате дека со безбеден град се донесе и чувство на безбедни улици. Добар ден. Ден. Ве слушаме, повелете. Ја сум тука од Скопје. Безбеден град има успешно све, али сликите што ги праќаат треба да биде и возилото, а не само бројот, регистрацијата на возилото. И возилото позади да видиме дали тоа возило. Ја не ќе колата у гаража, мене ми доаѓа дека сум возил негде. Не може тоа. Значи возилото да се слика и бројот и возилото да се види како е. И првенствено и улиците, дупките да се поправат. Многу дупки има. Стварно е убаво така да се вози, полека све, али дупките мора да се поправат. Еве, према Ваја куќијата на мостот Обединети нации, све дупки, немаш кај да поминеш. А тоа највише ми смета што нема слика на колата. Дека може регистрацијата да извади, да ми пушти регистрацијата, ти си возил толку и толку. А каде сум возил? А колата у гаража ми е. И така. Добро. Благодарам. Да кажам, драго ни е, секако добре дојдени сте секогаш, не само во рамки на оваа црвена линија, да ги споделувате вашите и ставови, искуства и секако одговори на нашите прашања. Ние подсетуваме дека системот Безбеден град доби и зелено светло од Уставниот суд, кој ги отворили иницијативите против автоматското санкционирање и дигиталното известување, како и забелешките за употреба на јазиците, односно барањата СМС известувањата задолжително да бидат двојазични. Инаку во пракса ефектите веќе се чувствуваат, возачите возат повнимателно, а бројките покажуваат намалување на прекршоците. Но само во првиот месец до Основниот кривичен суд Скопје се поднесени 476 приговори. Па се поставува тука и прашањето камерите казнуваат, но дали секогаш го казнуваат вистинскиот возач. Добар ден. Добар ден. Ве слушаме, црвена линија. Се јавувам од селото Драчево. Драго ни е, ве слушаме. Се јавувам прв пат во вашата емисија, секој ден не гледам. Верувам не и последен пат. Нема да биде. Да му кажам на гледачот од 11 октомври што се јави. Нека ме слушне гледачот од 11 октомври. Пред мене се јави. Нека дојде во селото Драчево, нека застане на мостот во селото и да види како се вози по нашата улица. Имаме 2 маркета. Чекаме по 10-15 минути, стоиме, едно возило не застанува. Се вози како да идат на трки. Дали забележувате барем сообраќајни полицајци или некако се режим контрол? Полицајци, бе? Какви полицајци, Дина? Ни полицајци, ниту ништо. Нека дојде, гледачот нека дојде во село Драчево. Навечер трки. Од Драчево до, не знам, таму Студеничан и Зелениково. Ве кажувам, стоам јас на главна улица живеам. Одма Каршимеда има маркет. 10-15 минути чекам да отидам во маркетот. А он ќе ни каже дека имало камери по улицата. Толку, за сега ќе слушаме друг пат. Благодарам. Пријатно. Драго ни е што се приклучивте кон црвена линија и за прв пат споделивте на што сте вие очевидец од местото од каде што ни се јавувате. А ние сега го сакаме да ве слушнеме искуствено да ги пренесете и вашите впечатоци, забелешки околу Безбеден град, односно дали според вас се донесе безбедни улици, што е она што е подобрено, она што можеби е изоставено, всушност кои се вашите искуства. Добар ден.
Ве слушаме, црвена линија. Дали се слушаме? Да, повелете во Ќе црвена. бидам многу краток. Бидете и 90 секунди, слободно. Да. Во принцип, сакам да прашам, и вие да прашате како нели телевизија, дали безбеден град, окей, камерите фаќаат 57 километри, дали ги фаќаат мотоциклисти, силните мотори кои што поминуваат, и едно време се запрашав самиот, дали ги фаќаат од напред на регистрација или од назад, пошто мотоциклите немаат напред регистрација. Немаат напред ова. Само назад имаат регистрација. Тоа е едното прашање, за кој што навистина никој не го кажал до сега, па интервенирате. Да, прашањето држи. Ако од назад не фаќа, џабе, он што поминал со 100 км на сат, се е џабе. На некој начин. Да. Дали ви забележувате подобрување во однос на безбедност? Има ли нешто? Има само за автомобилите, инаку фино си кажав. Ја живам во Влае, се уште ги слушам овие после 22 часа, 20, овие на трки што сака додат, мисля дека си на трки, ама фактички тие одат, не дај Боже, кај се ти Петар. Не знам што да кажам, пошто и погината една бабичка згазија на времето и така. Толку. Секако благодарам, секако она што се очекува од вас го споделевте со гледачите. И всушност ве посетувам, почитувани, дека црвена линија е простор кој што е целосно наменет на граѓаните. Значи, ова е времето каде што секако сакаме да ве слушнеме вас, бидејќи од ваш агол треба да слушне и јавноста за многу теми, па еве и денес во однос на безбеден град. Добар ден! Дали се слушаме? Ве молам, намалете го целосно тонот на телевизорот, многу е важно. Дали сум во програма? Да, и дали го намаливме тонот на телевизорот? Да, апсолутно. Да. Супер, повелете, ве слушаме. Вака, јас во овој момент се вратив од работа. Ми се случи нешто што безбеден град не ме заштити. Во кој смисол? Стојќи под железничка станица, под новата железничка станица, тука под мостот, ме удри моторцикл. Ми го однесе десниот ретровизор. Дали ми верувате дека 20 пати се јавав на 192 да пријавам, бидејќи тука имаме камери има. Да ги фатат тие кои што со моторцикл ми го скршија десниот ретровизор. Јас не можев да добијам полиција. За каков безбеден град зборуваме кога полиција не можам да ја добијам од кола во моментот кога јас седев во средна линија и чекат црвено светло на семафор да поминам. Значи, нити одев, нити возев, ништо не правев, стоев. Нема безбедни улици ако ние не можеме да се обратиме на полиција. До овој момент јас немам позив од полиција зашто ги бара. Сега нормално дека имам штета. Каде јас да се обратам на безбеден град дека моторцикл кој што двајца помина ми го однесоа десниот ретровизор на стоење на црвено свет. Благодарам што се вклучивте во црвена линија и што споделивте со гледачите што ви се случило. Верувам дека наскоро ќе добиете и одговори, разрешување на дилемата кои се сторителите на она што пред малку го кажавте што ви се случило. Продолжете секако да не гледате, а еве почитувани досега можевте да слушнете и искуства и одговори и впечатоци на гледачите кои што се вклучија во црвена линија. Безбеден град, дали донесе според вас и безбедни улици? Добар ден. Добар ден, гледач од Скопје. Генерално го поддржувам безбеден град и сметам дека направи некој помрачување во поглед на безбедноста. Меѓутоа би се надополнил со еден од претходните гледачи во врска со моторите. Значи дефинитивно безбеден град треба да биде проширен и унапреден
и да бидат опфатени што повеќе моторици, бидејќи сметам дека имаме експанзија моментално со Волт и слични доставувачи, кои што се дадовна почит на нивната професија и начин на заработка, меѓутоа возат во едносмерни, преминуваат на пешачки премини, буквално возат во слепи улички, буквално не се грижат воопшто за сообраќајот. Така да тук сметам дека треба да се унапреди безбеден град и во поглед на моторите, да се опфатат повеќе. Добро, забележувате подобрување во позитивна нешто? промена забележувам, меѓутоа треба да се унапреди према тој дел од сообраќајот. Така, добро. Дали е тоа се? Тоа е се, да. Благодарам. Секако продолжете да не следите и понатаму. Секако, за да се запознаете со безбеден град, доволно и на Google пребарувач, на Википедија да впишете безбеден град. Секако, можете да видите како тоа изгледа, каде што буквално безбеден град е опишан од почетокот, како функционира, па и секогаш стои и опис, и функција, историја и воведување. Кај нас е воведен веќе безбеден град и од тука сакаме како учесници во сообраќајот да споделите со Црвена линија јавноста што забележувате како недостатоци, како подобрување, генерално дали имаме побезбедни улици по стартот на безбеден град. Добар ден. Добар ден. Ве слушаме, Црвена линија. Да, благодарам. Јас сметам дека не станува збор воопшто за безбеден град. Никој не спомнува за конските запреги, никој не ги спомнува, тие кочат го сообраќајот, измети, мотори одат со двајца на мотор, ќе настрадат по улиците. Мене не така, мислим, одамна ми се деси задниот дел од запреката, колата ми ја пробуши практично. И ником ништо, си отишол тој. Значи, нема регистарски број, не може да се пријави ништо и така. Така да, или 10 возила позади таа запрега, си одат, чекат сите, споро возат, запрегата си врти лево, десно, преко кај што не треба и така. Јас сум возач уште одамна, од 69-та година, меѓутоа, ова никој до сега не сум слушнал да го спомне. По никоја ни емисија, ни... Бидејќи навистина имате долг век како возач, па еве, некогаш дали имаше ваков проблем во сообраќајот? Ако веќе правите некаква ретроспектива, како беше некогаш, како е во споредба со денес? Кратко е времето да би се заклучило, меѓутоа јас слабо возам, не толку често, не одам на работа како пензионер. Меѓутоа, во секој случај, пак заради ова, пак конските запреги, пак како никој. Така, благодарам секако за времето кое што беше предвидено за да ве слушнат гледачите, што се вклучивте секако и споделивте. Па и ве слушнавме многу нешта, она што можеме секако да издвоиме дека имаше повторување околу забелешките врзани за корисниците, односно возачите на мотори, како и оние кои што се активни учесници во сообраќајот, но возат нерегистрирани така наречени возила, кои што неретко знаат да направат и проблем во сообраќајот. Добро, продолжуваме секако со вас и наскоро почнуваме и со одговорите кои што ги имаме поприлично многу и на Facebook. Добар ден. Добар ден. Ве слушаме, повелете. Викаме Црвена линија, што правиме со оние далтонистите што не гледат, разликуваат бои? Црвена линија може и да се слуша, не знам тоа дали знаете. Да, се слушаме, али викаме, да, се слушаме, викаме, добро, нема, нека биде пенка линија. Јас сум учесник на сообраќајот повеќе од 40 години. Така, продолжете. Да, јас сум учесник во сообраќајот повеќе од 40 години. Безбедноста за во сообраќајот, односно безбеден град, прв пат се чувствува дека нешто функционира. Продолжете, ве слушаме. Да, ја мислам дека би требало да се даде поддршка на министерството за внатрешни работи за овој потек,
каде што сигурно е намалено број. Порано кога било каде се помине во текот на денот во град Скопје, на било кој булевар, обавезно ќе имаше некоја саобраќајка да се случува. Сега не е така више. Значи, успешно е. Ја мислам дека во догледно време ќе бидат обезбедени сите други булевари и улици со камери и така ќе се намали сигурно тоа. Подршка за министрот за внатрешни работи и помалце сообраќајки да има. Така, големо благодарам што бевте дел од Црвена линија. Сега го останете и продолжете да не гледате. Накратко ќе ве принесам на сајтот на Министерството за внатрешни работи, она што е објавено денес на 12.3 врзано за случувањата во сообраќајот. Еве насловот е лишени од слобода 12 возачи за безобзирно управување возило. Од нив тројца малолетници возеле без возачка дозвола. А ние сега полека ќе ве префрлиме на Facebook, бидејќи навистина ни е драго, имаме огромна активност и на нашиот профил за следите на Facebook. На прашањето дали безбеден град донесе безбедни улици, еве што напиша Горан Чоков. Луѓе, трпение и само трпение, не бидува преку ноќ ништо. Нит први, нит последни сме што применуваме начини и средства, како и методи, се со цел приоритет сме самите ние, нашата безбедност, нашите животи. Зарем скорешното минато со голем број на заминати животи не требаше да не освестат со прстот на чело до кога вака? Верувам и се надевам дека бенефитот од Safe City наскоро ќе ги даде плодовите во позитивна смисла. Трпение, луѓе, трпение, луѓе, само трпение. Поздрав и остане таква како што си. Благодарам многу, Горан Чоков. Продолжете вие секако да не следите и да бидете активни. Добар ден. Ало? Ве слушаме, Црвена линија, повелете. Имав трпение неограничено. Чекам 40 и кусур минути. А се јавувам можда 40 дена соред одвај добив. Не ме засега Скопје, безбеден град. Ќе ви кажам само едно. Безбедниот град не се возачите на автомобили, моторџиите. Се јавувам од Охрид. Безбедноста во секој град. Најголемата безбедност е само кога ќе се воспостави трет со моторџиите. Дали од лева, дали од десна, дали од предна или од задна страна ќе ти се фукнат по тебе. До кога полицијата ќе ги игнорира сите тие, ем со мотор, ем телефонот на врака и со една рака вози по улица. До кога нека се свести полицијата и Точковски и доста ве манипулираат со тие безбедностни и ова безбедностни она. Благодарам, довидување. Благодарам за учеството и особено многу благодарам што имавте и трпение и желба да бидете дел од Црвена линија. И навистина, почитувани, имаме само една линија. Неретко Црвена линија не случајно е секогаш и вжештена нашата линија со оглед на тоа што темите за кои што дискутираме не засегаат како граѓани, по тука и произлегува огромната заинтересираност и секако учество. Многу граѓани сакаат навистина и да се вклучат. Затоа еве неизмерно сме му благодарни на гледачот, не само што учествуваше, туку што имаше навистина и трпение и драго ни е што ете дочека да го слушне јавноста, да укаже на она што и беше предвидено од негова страна. Ајде повторно на Facebook, сега кој тука имаме многу коментари. Вели, ние прашуваме дали безбеден град донесе безбедни улици. X Ариевец напишал да, дивјаците малце по малце ке ги нема на улиците. Благодарности за X. А да ве слушаме сега и вас. Добар ден. Добар ден, Тина. Поздрав до вас, во Црвена линија сте. Се слушаме. Видете вака, Тина, ја се обраќав уште од 82 година во сообраќај на полиција и целиот систем го знам како диши. Порано беше 60 км на час булеварски систем. Треба да се врати тој систем. За да има поголема проточност,
Едно, второ, неусогласени семафори. Сабалето партизанска Иван Цанка, тоа е во Влаја. Се пали трепка зеленото, жолто црвено. Закочи по зелемена, ќе му лупнеше некој. Треба да види како порано што беше. 3 пати зелено светло, 3 пати жолто, па црвено светло. За да може оно што ќе стигне на сред пешачки преминат да помине безбедно. Едно, друга работа. Мито Хаджи Василев и Аспен да се направи двосменна. Улицата што е Јордан Мијалков исто така двосмена. Не знаме кого што штити и како штити. Или околу Мал Ринг што го викат околу Стара Скопјанка. Едносмерна. Тоа беше поминато и живеана работа. И со овие малите тротинети тоа е катастрофа. Излегува пред тебе од полна линија, влегува и излегува и со моторчијата. Мора тоа некако да се стави на ред, да им се стави и предна табличка на нив, дека си доплатат, па да може да ги фатат на камера. Тоа е една работа. Друга, само за кратко, уште во Кучково, се уште немаме питка вода за пиење, од Габерче до Свети Трипон манастирот. Благодарам за споделеното и секако за учеството во Црвена линија. Добар ден! Дали се слушаме? Добро, еве во меѓувреме секако времето ќе го... Добар ден, се слушаме ли? Не, добар ден. Добар ден, Црвена линија, повелете. Вака, дали безбеден град, вика донесе безбедни улици. Да. Ве слушаме, продолжате. Добро, малку досне сигналот на врска. Во ред. Господине, донесе ли безбеден град безбедни улици? Не. Зошто? Затоа што донесе само казни. Ве слушаме, имате уште 50 секунди, образложете. Вака, донесе само казни, донесе само проблеми, донесе се што не треба да донесе надзор што не е легитимен. Сметате ли дека е намалено дивењето по улиците? Да, апсолутно. Да, намалено дивењето на возилата. Меѓутоа, на тротинети, на пешаци, на се живо и диво, и дека се зголемени казните од огромна штета. Така да че сметате дека многу повеќе треба да се стави акценти на... Орвел град. Ке биде ли, еве, сметате ли дека ќе се подобри системот и она што го очекуваат граѓаните? Благодарам за гледачот. Ајде да видиме што напиша на Facebook. Дали безбеден град донесе безбедни улици? Еве што напише и Дејан Китевски, ова е малку интересно. Вели, многу да внимаваш валерајот, оти тие се за грозената страна во градот. Плюс сликчиња на домашна адреса може да предизвика душевен немир. Благодарам за Дејан Китевски. Добар ден. Добар ден, Тиле. Во Црвена линија сте повелат. Малку ви се јави. Видите, законот овој се моментално за безбедност на сообраќај на патиштата. Треба да има голема измена. Системот на работа, па ќе го повторам, со 50 км на час, не се постигнале ништо, поголемо загодување, поголема гужва и ред други работи. Ќе кажам за голема партизански одреди 3 ленти, имаме од десна страна велосипедска панике за велосипеди со помошен мотор и другата страна за пешаци. Тоа што не се дозволи кога се паркирање на булеварски систем. Кај што има дозволено да може да застане човек и ред други работи. Значи, ја не знам кој се уште го прави ова, кој не се посовето со постарите сообраќајци кои животот го поминале на улица. Улица Пролетерска имаш 30 км на час. Знак. Зашто? Према мостот Лепенец. Улица 100, Волково, Петинекс. Имаш имаш сообраќајен знак 20 км на час на сама автобуска станица. Значи, доста не е согласено. Ние тамо са решили, треба силно да седнат,
да си ги прошете улиците, да си ги направат онака како што треба. Имаме непрегледни раскрсници, со дрва и ред други работи. Едно, и за пешаците се доста некултурни. Треба да застани и измени законот за движење на пешаци, треба да се Благодарам. И пред да преминеме на реклами, ева и што напиша Жан вели, да, има драстични промени, а камерите не можат да препознаат дали возачот е македонец или албанец, а во жалбените постапки ворете да ги пишат на албански јазик. Жан пишуваат, се поправил. Благодарам за и Жан, а ние одиме со реклами. Па ајде да погледнеме како одговорија оние кои што не следат на Инстаграм на денешната анкета. Заследите не и учествувате во утрешната. На прашањето дали со безбеден град се чувствувате побезбедно во сообраќајот, со да одговорија 60%, додека со не одговорија 40%. Почитувани, благодарам и за ова денешно издание на Црвена линија. Секако утре нова тема, нов предизвик, а вие продолжете да гледате Телма и да се информирате на telma.com.mk. Довидување од мене.